Славниот готвач од ресторанот Нома, еден од највисоко оценетите ресторани во светот, поднесе оставка поради обвинување на поранешните вработени за злоупотреба. Рене Реджепи го објави своето заменување на социјалните мрежи велики. По повеќе од 2 децении градење и водење на овој ресторан, решив да се повлечам и да им дозволам на нашите извонредни лидери сега да го водат ресторанот во неговото следно поглавје. Поранешните вработени го обвинија готвачот за создавање токсична работна средина, вклучително и вербална и физичка злоупотреба според извештаите на медиумите. Угостителскиот објект со седиште во Данска се подготвуваше за резиденција во Лос Анџелес, но корпоративните спонзори се повлекоа под тврдењата за злоупотреба и протестите пред неговата поп-ап локација. Во изјава објавена на Инстаграм, Реджепи рече: "Извинувањето не е доволно, јас ја преземам одговорноста за моите постапки." Линдзи Лохан е забележана со својот сопруг Бадер Шамас и нивниот син Луај во Њујорк откако избегаа Дубај. Веста доаѓа откако TMZ минатата недела објави дека Лохан и нејзиното семејство се безбедни по одмазничките напади врз ОАЕ, Кувајт и Саудитска Арабија, кои започнаа откако САД и Израел заеднички го нападнаа Иран на 28 февруари. Звездата на Mean Girls објави порака на своите Инстаграм приказни: "Се молам за мир, останете безбедни сите. Бог да не благослови сите." Лохан се пресели во Дубај пред повеќе од 1 деценија во 2014 година по правни проблеми и живот во јавноста. Таа се омажи за Шамас во 2022 година, а двојката го доби својот син во јули 2023 година. За нејзината неодамнешна насловна приказна за Vogue Arabia, звездата на Freaky Friday зборуваше за својот живот во Дубај. Кили ни отиде. Те сакаме, напиша Гордана Дејан Поп-Христова, сопругата на актерот Кирил Поп-Христов Кили, споделувајќи низа семејни фотографии. На фотографиите Кили е во друштво на сопругата Гордана, ќерките Јоана и Нина Дејан, како и внучето. Актерот од 2014 година живееше во Еквадор со сопругата и ќерката Јоана. Кирил Поп-Христов Кили почна на 58 годишна возраст од инфаркт. Роден на 30 јули 1967 година во Скопје. Дипломирал на Универзитетот Свети Кирил и Методи на Факултетот за драмски уметности во Скопје на одсекот за актерска игра во класата на професорот Љубиша Ѓоргиевски во 1989 година. Од 1993 до 2014 година беше дел од ансамблот на Македонскиот народен театар. Во текот на кариерата глумеше во филмовите "Панкот не е мртов", "Балкан Кан" и "Тетовирање", како и во театарските представи "Ослободување на Скопје", "Ревизор", "Народен пратеник" и други. Според информациите на дел од медиумите, погребан ќе биде покрај океанот. Во чест на првата годишнина од трагичниот пожар во дискотеката во Кочани, Методи Флеш и Ана Петановска ја објавија песната и видеоспотот со наслов "Ангелски здив", посветена на прирано згаснатите животи во оваа голема трагедија што ја потреса Македонија. Музиката, текстот и аранжманот за оваа песна посветена на младите животи кои трагично згаснаа во Кочани пред 1 година, спомен кој и денес силно одекнува во срцата на нивните најблиски, но и на целата македонска јавност, ги потпишува Методи Поповски, кој ја создал, како што вели, во еден здив воден од искрени чувства и длабока почит кон младите ангели кои прирано го напуштија овој свет.